Покрај сите споменати крупни проекти кои што ги спомна премиерот, сакам да напоменам дека се работи за една институција која што јас како директор ја преземав пред 2 години, беше институција тотално финансиски нестабилна. Пред 2 години долгот на Државниот студентски центар изнесуваше некаде над 300 милиони денари. Сега, после само 2 години, долгот е преполовен на пола, изнесува 147 милиони денари. Долгот кој што го имавме кон режиските трошоци, кој што исто така беше огромен, изнесуваше над 100 милиони денари, сега изнесува 20 милиони денари. Со тоа овозможивме флексибилна институција, го обезбедивме намалувањето на проблемите кои што заради старите инсталации, но и заради финансиските импликации кои што ги имавме во минатото, сега веќе да не се соочуваме со проблеми кои што минатите зими ги имавме, да студентите немаат топла вода за бањење, да немаат парно грејење и така натаму. И покрај сите овие крупни проекти кои што ги спомна премиерот, кои што веќе ги имаме реализирано, покажуваме јасен став и како институција, но со поддршка и на Министерството и владата, дека студентите се нашиот приоритет, дека студентскиот стандард е она кое што се стремиме да го подигнеме на највисоко ниво, а со тоа да обезбедиме и подобар живот за нив во овие студентски домови, бидејќи тоа за нив значи малтене и прв дом.